Јас кажав дека домувањето бара и најмногу инвестиции и најмногу работа, затоа што тој не е проблем од денес, него тој повеќе децениски Меѓутоа со проблем. 65.000 евра за еден инфраструктурен проект. Стратегијата за роми овозможи процесот на планирање преку посебна програма да биде оваа година поддржан од Министерството за транспорт и врски во износ од 20 милиони денари. Од друга страна имаме проекти кои се поддржани од делегацијата на Европска комисија, ИПА проекти во износ од 3,5 милиони евра, концентрирани во неколку локалитети кои што може да доведат до подобрување на условите за домување на ромската заедница. Например, конкретно во Кичево, во Битола, Берово, Прилеп, Шуторизари, донесувањето на Дупот и така натаму, се исто така дел од проекти и програмирања кои што ги работиме заедно со делегацијата. Дали се доволни средствата? Јас се надевам дека со сите овие средства кои што ги споменав, ќе постигнеме резултати на терен, за да може негдека со следниот ребаланс да побараме и да образложиме сите овие резултати, за да може да поставиме една поширока основа и поширока локација на буџетски средства кои што ќе може да интервенираат во оваа и тоа како чувствителна тема. 20 милиони денари, како што кажав, се одвоени од Министерство за транспорт и врски за оваа година и проектите се во тек, особено тоа и повик до општините да подготват квалитетни проекти кои што може да бидат ефикасни и ефективни во оваа насока, затоа што претходните со 65.000 евра за канализациона мрежа имаме резултати кои што кажуваат и за други сегменти. Например, тоа се делот кој што е одвоен од државата, ја ги спомнав, од ИПА се 3,5 милиони и други меѓународни организации кои што преку една заедничка синергија представува една основа со која што може да се работи на терен. Само уште едно прашање, дали во проекцијата на буџетот се земени од прилика барем бројот на колку општини каде што натаму се отворени овие прашања, дали ќе може да се покрие барем најголем дел од општините со ромско население? Тоа зависи од интересот на општините. Повикот е јавен, повикот не оди преку договори очи со градоначалниците, него преку јасна програма усвоена од владата на Република Северна Македонија под покровителство, тоест под иницијатива на Министерството за транспорт и врски, и тој повик е отворен и транспарентен за сите општини. Ако ме прашувате во кои општини се е потребно таква интервенција, јас беков во сите 23 општини каде што живе ромско население.